24 години непребол и испомешани чувства на гордост, но и тага, болка и гнев за неправдите, кои што бранителите ги преживеа за целиот овој временски период. Во Прилеп со положување на свежо цвеќе во касарната Мирче Ацев. Вечерва започна одбележувањето на годишнината од Карпалак, кога од страна на терористите беа убиени 10 мина прилепчани. Бранителите велат дека државата не им исполнила скоро ништо од барањата кои што ги имале. Оние против кои што се бореле сега биле на раководни функции, а на македонските бранители политичарите се подсетувале само за вакви денови. Само на овој ден се подсетува, баш и то пак по наша иницијатива, ако се избориме да му кажеме дека да, ова е денот кога загинаа 10 прилепски бранители. Инаку паѓа во голем заборав. Се трудиме некако да остани во историјата, да бидат вечно спомнувани имината нивни. Ние стално имаме барања, ама како што напоменав, барањата наши се сведуваат само на овој ден. Тогаш малку ќе се подсетиме, ќе се навратиме и останува празни ветувања. Пред спомен обележието, освен здруженијата на бранители, се поклонија и семејства на загинатите, делегации на Арама, Општина Прилеп, како и членовите на Општинската организација на Сојузот на борци од овој град и политичките партии. Ние не подклекнуваме. Трагедијата на настаните, преточена во спомени и испишаните страници на историјата, ќе им ги пренесуваме на поколенијата преку сликите на настаните, но и до блестите и до ролјубието на чуварите и бранителите на собствените огништа, на мирниот сон на нашите најмлади и на достоинствените вредности на човекот. Останува врската наша и на идните поколенија и генерации споменот да го чуваме, да го негуваме, да се сеќаваме и да не дозволиме никогаш да не се повтори. Утре ќе биде оддадена и почит на нивните вечни почивалишта. Во црквата Света Петка во населбата Точила ќе се одржи панихида, а свежо цвеќе ќе биде положено и на нивниот споменик во центарот на Прилеп. Делегации ќе ја посетат и местноста Карпалак на патот Скопје-Тетово.